Само формирање на земјоделски задруги може да ги спаси земјоделците од целосен колапс, порача денеска од Свети Николе преседателот на мрежата на земјоделски задруги. Здружувајќи се заедно, фармерите полесно ќе ги пребродат инфлаторните шокови, пазарните нарушувања од геостратешка природа, но и климатските промени кои им се закануваат. Земјоделието, посебно морам да кажам, во Македонија е доведено во колапс. Значи, во овој момент земјоделието решава прашање од екзистенцијална природа. Едноставно фармерите, а за другите да ја делат судбината на фармерите, не можат да ги покријат елементарните, основните трошоци или да направат така наречена проста репродукција. Нашата држава воопшто не ги следи европските трендови. Ако таму еден земјоделец е член на најмалку 3 задруги, кај нас од 70 регистрирани едва и функционираат 50. Позитивен пример се за другите од Штипското село Срешка и од Преспанскиот регион. Вмрежени заедно, успеваат полесно да ги пласираат своите производи. Ако се здружат земјоделците во задруга, има поголема шанса за напредок. Значи, производството кога јаболкото како јаболко само да се произведува и продава е по ниска цена, ама ако се здружат земјоделците и решат да прават крајен производ, тогаш може да биде за сите многу подобро и да има повеќе приход. Екот на сезоната или во медоберот, тогаш самиот не може да го работи тоа и затоа се здружуваме во задругата, за да можеме меѓу себе да си помагаме и плюс има одредени луѓе кои што се по надарени од Господ ги бива за трговија, па за пласман, за промовирање на производот и така сите заедно успеваме да не ни остане мед за наредната година. На денот за подигање на свеста на земјоделците во здружување во задруги од мрежата до новиот министер упатија апел за нови законски решенија, како и поголема финансиска поддршка, бидејќи досегашната не била редовна и опфаќала мал број на задруги.